Пипи долгиот чорап. Ајде да видиме како изгледала Пипи долгиот чорап. Пипи долгиот чорап е мало, симпатично, црвенокосо девојче со бујни плетенки и многу бемки на лицето. Нејзиното лице секогаш блескало со полна насмевка. Таа носела чорапи во различни бои и големи чевли. Која била Пипи долгиот чорап и со кого таа живеела? Пипи била ќерка на капетан на брод кој заминал да плови низ морето, оставајќи ја Пипи да живее сама во вилата Вилекула, со мајмунчето Нисон и кончето Алфонзо. Кои биле најдобрите пријатели на Пипи? Најдобрите пријатели на Пипи биле Томи и Аника, со кои Пипи доживеала многу авантури. Сега ќе раскажеме една авантура на Пипи. Еден ден во малото градче каде живеела Пипи пристигнал циркус. Томи и Аника го замолиле својот татко да им даде неколку златници за да купат билети за во циркусот. Штом добиле дозвола, тие веднаш отишле да ја викнат и Пипи. Тие купиле билети и во првите редови ги гледале изведувачите во циркусот. Кога почнала точката со девојка на конј, Пипи веднаш се нашла на грбот на конјот. Девојката многу се налутила, велејќи на Пипи да се симне од конјот, но Пипи не сакала, таа многу се забавувала. Точката со конјот била прекината од директорот на циркусот, а потоа следувала точката одење по жици. Пипи во еден миг се нашла на жицата, а директорот на циркусот рекол веднаш да ја симнат Пипи од таму. Во тој миг се огласила публиката, велејќи дека сакаат да го гледаат црвенокосото девојче, силно ракоплескајќи на Пипи. Директорот на циркусот, иако се обидел да ја надмудри Пипи, таа успешно се снашла и во оваа точка. Следната точка била борбата со силниот џин Адолф. Директорот на циркусот давал парична награда за оној кој ќе победи во борбата со џинот. Се пријавила само Пипи, која иако победила, одбила да ја земе паричната награда. Посочи и именувај ги ликовите од романот. Покажи ја Пипи. Покажи го мајмунчето. Покажи го кончето. Ајде сега една активност за тебе. Набој го цртежот. Браво, одлично сработено. Продолжи така.